Минатата сабота отворихме во 26 глава Дела апостолски и го разгледавме обратувањето, едно чудесно обратување на еден силен човек, силен верен Христов следбеник Павле. Значи, неговото обратување од Савле во Павле на оној пат, значи пред царот Агрипа, тоа е случајот пред царот Агрипа, инаку знаете дека наставно се случува во 9 глава, потоа го имаме повторувањето во 22 глава и во 26 глава Дела апостолски пред царот Агрипа неговата одбрана и сведочење и навратувајќи се повторно на негово чудесно обратување. И навистина е чудесно. Видовме дека од оној кој што ја гонел Божјата црква, неколку секунди биле потребни, да не кажам така, да тој стане Христов следбеник. Во ред, требало малку време и подосно, нели? Ама клучниот момент е тој момент на патот кон Дамаск, на среде пладне, кога го осветлила таа светлина која што била многу посилна и од сончевата. Но видовме дека е чудесно самото обратување и кажав минатиот пат, сите ние сме чуда, сите ние сме своевидни чуда. Господ да обрати човек, да го вразуми, да му го врати разумот, да го освести, кој е и зошто е неговото постојање, зошто постои, како треба да го живее всушност и за кого да го живее животот, тоа е стварно чудо. Но и видовме и тоа дека не биле само тие неколку секунди, туку видовме дека Павле во многу што се поклопувал во своите верувања со она што Исус го проповедал. Фалел еден мал момент, знаете, бил заведен од кого бил заведен, сеќавате ли, од неговите учители, од свештениците тогашни, дека Христос не воскреснал, туку го украле телото. И тоа е само една приказна. И затоа Исус знаел како да му се покаже што да направи со Павле во тој миг, му се покажал распнатиот и воскреснатиот Исус пред него во таа чудесна светлина. Тоа му било веќе јасно и она што не му било јасно, не можел да го склопи никако, повторно, заради почита што имал кон своите учители, а знаете дека бил многу надежен, веќе и станал член на Синедрионот и во него гледале на голема надеж на јудаизмот, на јудистичкото верување понатаму. Не можел да свати дека и да разбере дека Исус е Месијата, нормално, затоа и ги гонел неговите следбеници, затоа што сметал дека тоа е еден од многуте тогашни лажни месии, лажен учител. И тоа му се разјаснило во тој миг. И не само тоа, прочитуваме дека на брзина брго работел неговиот ум и му се поклопиле сите коцкички, сите факти и докази. И он одеднаш сватил дека Исус е Месијата. Тоа бил тој допир, односно тоа осведочување на неговиот интелект. Но рековме дека е многу битен тој момент за да човек се обрати и осведочи вистински допирот на срцето, не само на интелектот. Осведочување на срцето кое што тој го добил преку оној, ти кажам, веројатно бил и тивок глас, мил глас Исусов, кој му се обрати, му рекол: Павле, Павле, зошто ме гониш? Савле, Савле, зошто ме гониш? На еврејски, како што видовме, таму му се обратил гласот, односно Исус. Вели, Светиот Дух го расветлил неговиот ум и малку по малку доказите се соединиле. Во Исуса ранет, исмеван и распнат го видел Божјето јагне кој ги зело гребовите на светот. Бил допрен, односно осведочен неговиот интелект, било допрено на неговото срце и му се предал едноставно. Тоа е тоа што е потребно за осведочување. И вистинско обратување. И тоа имаме уште еден момент во Светото Писмо. И едно исто чудесно обратување, ја би рекол дури па и многу по-чудесно на некој начин.
Затоа што ова обратување се случило непосредно пред смртта на оваа индивидуа. Што не треба да не храбри да ние чекаме со својата одлука, ако некој не доне одлука, да чекаме таму кој ќе ни дојде, кој ќе легнеме на смртна постела, затоа што ќе видиме некои факти кои што говорат дека зошто овој човек до тогаш не бил осведочен. Ако ние сме денес осведочени, тоа треба денес да му се предадеме на Христа, да не чекаме. Не знаеме утре што ќе биде. Утрето не е наше. Кој е тој кој што исто така му требало кратко време, така навидум изгледа дека му требало кратко време за да се обрати и да го прифати Исуса како Месија? Знаете, тоа било тогашната вистина. Вистината за тоа време. Да Исуса го прифатите како Месија. Имало многу лажни месии, лажни учители. Како што денес наша сегашна вистина е троангелската вест, кој што треба да му ја објавиме на светот. Знаете, во многу што и ние се поклопуваме со другите верски заедници, со нивните сваќања. Но троангелската вест е нешто што е посебна вест кој што Господ ја дал на својата црква за да ја однесе и да ја проповеда до останатите. Кој е тој лик кој што пред самата своја смрт се обратил? Разбойникот на крстот, точно. Да отвориме во 23 глава Лука, Евангелие по Лука. Ова обратување е неверојатно. Во моменти кога Исус заедно со двајца разбойници висат на крстот на Голгота, кога сите викаат распни го, таа разулавена толпа меѓу која што имало и демони се симнале. Во моменти кога и од своите ученици бил оставен, во тие моменти ќе слушне еден глас од десно од него, кој што ќе го признае и за Господ, и за Месија, и за оној кој што ги простува гревовите, и кој што е цар небесен, кој што е цар и има свое царство. Лука 23 глава. Претходно главата почнува со тоа, нели, како Исуса го носат кај Пилат, кој што рекол дека не наоѓам никаква вина во овој човек, па потоа пред Ирод. Да. Но порано ќе читаме. Ево 39. А еден од обесените разбойници, знаеме дека биле двајца, еден од нив го хулеше. 39 стих од 23 глава. Зар не си ти Христос? Пазите, ова е подбивање, ова е хулење. Па зарем не си ти Месијата? Па ако си, па спаси се себе си и нас. А другиот, што вели другиот? Ите која сушта разлика меѓу едниот и другиот. Другиот кој што исто така е разбойник, да не забравиме, осуден на смрт на крст, значи голем разбойник, може би и убиец, кој знае какви све дела не направил. Го укорува овој другиот. Зар не се боиш од Бога? Во овие неколку стихови толку многу има што да се зборува, значи, наистина. Времето не ни дава и нема да сакам многу да ја задржувам, затоа нема многу да кажам, но зар не се боиш од Господа? Знаете ли ова колку е важно? Колку е важно од секојаш било важно, посебно и во ова наше денешно време, да се боиш од Бога. Ако не се боиш од Бога, ќе направиш 300 глупости. Јас се чудам. Како може оној кој што го познал Господа, кој што дошол во вистината, да прави работи како следнеја? За 4000 денари
туѓа нега. Да се правиш болен ако не си. Неверојатно. Јас сум запрепастен од такви работи. Ние кои што треба вистината да ми однесеме на луѓето. Вистината за спасение. Одговорот е единствен. Нема страф од Бога. Како може со сета вистина која што ни е откриена? Не треба да лажеш со својата уста. Знаете ли пошто се распознава? Зошто? Од секој сте сум се прашувал. Зошто по тоа се распознава остатокот Божи? 14 глава Откровение. Ајде сега малко една мала дигресија. 14 глава. Тоа се оние кои што не се осквернија со жени, значи 144.000, именно тоа се девственици, тие одат по јагнето каде и да оди, тие се откупени меѓу луѓето како првенци на Бога и на јагнето и лагане се најде во нивната уста, тие се непорочни. Па кога ќе кажеш непорочни, без грев, што мора сега да нагласиш и дека и лагане се најде во нивната уста? Ама ова е исто, веројатно, многу битно. Софонија, отворите за момент во Софонија, малите пророци, пред Агеј, после Наум, после Хабакук, се извинувам, или Авакум. 13 стих од 3 глава, не знам како е таму поделена, мислам, два или книга беше некоја малку поинаку поделена, 3 глава, 13 стих. Остатокот Израелев, Софонија, веќе нема да прави неправда, неќе зборуваат веќе лаги во нивните усти, неќе се најде веќе измамлив јазик. Ке можат да пасат и да се одмарат и никој не ќе им пречи. Нема страф од Бога. Заради тоа што се нема страф од Бога денес, светот е дојден до таму до кај што е дојден. И овој разбойник кој што направил злодела, заслужил смрт, прикуван на крстот покрај Исуса, го укорува другиот кој што се подбил и му вели: зарем не се боиш од Бога? Пазите, некој кој што е осуден на смрт веќе од кого се плаши, од што се плаши? Па знае кај ќе заврши. Се плаши од човек? Не. Но него веќе му е пресудено. Знаете, имате вакви многу ситуации, случаеви, поготово по западните земји, нашата црква, и те како се залага за да ги осведочи, токму затворениците по затворите, им посебна служба има, така наречена затворска служба, или не знам како ја вика сега таму. Каде што им се оди, им се сведочи на луѓе. Јас гледав на 3IBN пред некоја година баш сведоштво на човек кој што беше осуден на смртна казна. Не можете да поверувате каква радост се гледаш и читаш во неговите зборови и на неговиот лик. Зошто? Затоа што го прифатил Христа и знае дека тоа што ќе биде погубен, ќе биде погубен. Тоа си заслужил, тој прифаќа, значи тој заслужил да биде погубен, меѓутоа знае дека нема да остане таму во гроб. Слична ситуација овде, значи тој е заслужен и тој ќе го признае, тоа се неверојатни признанија, ова е вистинско покаяние. Ова е вистинско покаяние, ова е еден од ретките случаеви. Знаете ли ви во Библијата случај кај што Господ Исус лично му кажа на човекот дека ќе биде со него во рајот? Значи дека е запишано, значи со сигурност дека овој човек ќе биде спасен. Кого познавате во Библијата? Некој е, може да кажете, добро, знаеме ние, може да кажеме и Павле, и еве Енох е спасен, знаеме, затоа што веќе е таму, Илија е таму. Мојсе, воскреснати, да. Ретки се такви. Овде имаме разбойник, ајде сега да не одам пред себе, да не трчам, вели, зарем не се боиш од Бога кога и ти си исто така осуден. Значи ти си осуден според законот, ти си заслужил, ама што понатаму? Што ќе биде понатаму? Па не е смртта крај, нели, неколку пати рековме овде. Што после тоа? Кај ќе завршиш? И ние сме праведно осудени. Вистинското обратување опфаќа вистинско покаяние. Ние сме праведно осудени, зашто го примаме заслуженото од тоа што сме го сториле. Неверојатно
неверојатно исповед на овој разбойник. Ние сме го заслужиле тоа. Секој од нас треба да признае дека ние сме заслужиле смрт, ако не беше Христос. Ние сме заслужиле смрт. Адам и Ева, кога сгрешија, заслужија смрт. И не умреа само заради Божјата милост. Односно, можеме да кажеме и така дека почнаа да умираат. Затоа што после 900 и кусур години умреа, ама со она смрт која што значи само сон. Веќе од брат Јани доста се изнаслушавме во претходните саботи околу смртта, околу животот и така натаму, вечниот живот. Значи, неверојатна исповед. Колку се разликува ово од Ева на почетокот? Не јас, не мажот што ми го даде, ти. А не јас, змијата што ти ја создаде. Не, покајанието офаќа признавање. Значи, и признавањето и покајанието се малте не, значи, преплетени едно со друго. Признавање на тоа што си го направил. Признавање дека си заслужен. Си заслужил смрт. И видите многу нешто друго што додава. Но овој не направил никакво зло. Замислите си среде целиот джган кој што вика распни го. Зошто? Зашто смета дека е виновен. Он заслужува. Заслужува смрт на крстот. Разбойникот вели, овој не направил никакво зло. Да, го слушнал претходно и Пилат. Пилат кажал слични зборови, ама си ги измил раците. Правилно пресудување. Јас сум заслужил, јас сум осуден на смрт и си заслужувам, но овој тука не направил никакво зло. Повторно ти кажам, разлика. Не можеш ти да кажеш, не, Адам е крив, не сум ја. Нема вистинско покаяние тука. Мислам, тоа не е покаяние, тоа е само префрлање на вината. А вчера го читавме стихот, утринскиот стих, кој беше вчера, Откровение 3:17. Богат сум и се збогатив и ништо не ми треба. Јас сум праведен, јас заслужувам вечен живот. Не, јас сум грешник, јас заслужувам смрт. Господ е праведен. Тој е оној кој што единствено не направил никакво зло. И што вели понатаму? Исусе, спомни си за мене, сети се на мене, кога ќе дојдеш во Твоето царство. Го признава за цар, за Господ, за Месија, за оној кој што, од кого што зависи спасението, и негово и наше. Спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. И тој му вели, тој му рече, вистина ти велам денес ќе бидеш со мене во рајот. Или, да, заприката е многу битна овде, ние знаеме, штета што Боби не е овде, меѓутоа не како и да е. Што значи ова, вистина ти велам, денес ќе бидеш со мене во рајот? Денес ти велам, денес, со сигурност ти велам дека ќе бидеш со мене во рајот. Па знаеме, многу е едноставно да се свати дека Исус не отишол кај Господа, кај својот Отец во петокот, кога издивнал. Пошто знаеме? Во Јован што вели таму, кога се среќава со Марија воскреснатиот Исус? Уште не сум отишол кај Отецот. Уште не сум отишол. Но затоа се чита Библијата во контекст. Сигурно покаяние, целосно од срце, признавање на Господа, признавање на она што јас сум го заслужил и сигурност од Божја страна дека ќе биде спасен. Тоа е тоа. Многу едноставно. Целото Евангелие е овде. Но, ајде да прочитаме што вели Елен Вајт во Копнежот на вековите. Ајде ќе ви кажам точно која страна. Значи, тоа е од овој превод. На страна... Тоа е Голгота, главата Голгота, 78 глава.
Страната 581 од овој превод. На дното од страната, таму почнува цитатот. Меѓутоа, читајте ја Голгота, тука е вклопен и тој случај. Исус во неговата агонија на крстот го осветлил зрачок на утеха. Внимавајте што значило ова за Исуса. Сите велат, растни го, растни го. Тој умира на крстот за спасение на душите, а како да нема надеж, кој ќе биде спасен? Дали јас умирам залудно? И тој еден зрачок на светлина и на утеха го осветлил преку овој разбойник од десната страна. То било молбата на разбойникот што се кајал. Двајцата раснати со Исуса во почетокот го навредувале. Значи и двајцата го навредувале. А еден во своите страдања станувал уште повеќе очаен и пркосен, но неговиот другар бил поинаков. Овој човек не бил закоравен злосторник, се нашел на лош пат, заведен од лошо друштво. Бил помалку виновен од мнозина што стоеле крај крстот и го навредувале Спасителот. Го видел и го чул Исуса. Значи, со други зборови, не ја преминал таа црта, се уште имало надеж за него. Го видел и го чул Исуса и бил осведочен со неговото учење. Значи, како и Павле, значи, не е тоа 5 секунди обртување и готово. Значи, тој ги слушал неговите учења. Бил осведочен. Но свештениците и поглаварите го одвратили од него. Истата ситуација, видите, интересна работа. Иста ситуација како кај Павле. Тој бил осведочен од Исусовото учење, ама свештениците и поглаварите го одвратили. Секајќи да го задуши оние кои што требало да го носат народот до спасение, они го одвраќале. Секајќи да го задуши осведочувањето, тонел се подлабоко во гревот. Сеќавате на Павле што му вели Исус, се риташ против остен, против бодило, против она, знаете, стапот со шило, што се терат воловите за да почувствуваат малку онака болка за да тргнат. Се риташ, одиш против својата совест. Едно те осведочувам јас, а ти упорно ги слушаш мислењата на другите. Секајќи да го задуши осведочувањето, тонел се подлабоко во гревот доека не е фатен, обвинет како злосторник и осуден да умре на крст. Значи, што правиме кога го задушуваме нашето осведочување, а Господ делува на секого од нас преку силата на Светиот Дух? Што правиме? Само повеќе тонеме во гревот и во зловата. Ако го отфрламе тоа осведочување. Нема трето. Немате вие статус кво, рековме од неодамна зборувавме, значи не можеш ти да стагнираш. Или одиш напред, или тонеш. Во судницата и на патот кон Голгота бил во Исусова близина. Значи тој бил сведок, сето тој го гледал. Чул како Пилат објавил, знаете, тој меѓу обвинетите ги водат. Чул како Пилат објавил, јас не наоѓам никаква вина во него. Го забележал неговото божествено држење и неговото милостиво проштевање неговите мъчители. Од крстот видел како мнозина кои се правеле побожни му се подбивале и го исмевале Господа Исуса. Видел како презриво мафтаат со главите. Чул како неговиот содругар во вината ги прифаќа зборовите на осуда: зар не си ти Христос, спаси си себе си и нас. Чул како мнозина меѓу поминувачите го бранат Исуса. Значи слушал и вакви и такви изјави. Ги чул како ги повторуваат неговите зборови и зборуваат за неговите дела. Во него повторно се појавило осведочувањето дека овој е Христос, дека овој е Месијата. Тоа била клучната вистина за тоа време. И за Павле, и за овој осуденик. Дали Христос е Месијата? Обраќајќи му се на другиот злосторник, рекол: зар немаш страф од Бога, кога и ти исто така си осуден? Злосторниците пред смртта не морале повеќе да се плашат од човек. Меѓутоа, едниот го проникнувало осведочувањето дека постои Бог од кој треба се бои. Идниот што го натерала да се тресе. Значи, овој бил фатен. Денеска мнозина, пошто не се фатени, продолжуваат и понатаму. Зошто? Затоа што немаат страф од Господа.
не ме фатија, вака ќе направам се, ваква тактика, таква, не ме фатија, никој не ме гледа и така натака, така натака. Такви не верува дека Господ постои, затоа што Господ се гледа. Се слуша, се знае, мислите да ги знае во главата. Меѓутоа, едниот го проникнувало сведочувањето дека постои Бог од кого треба да се бои и днината што го натерала да се тресе, а сега неговата животна историја сета извалкана со грев, само што не завршила. Од кај знаеме ние нашата историја која ќе заврши? Па живееме во многу неизвестно време. Треба ли ние да се тресеме? Треба да се тресеме ако не сме помирени со Господа на вистина. Зашто од кај да знам, ја не сум обвинет на смрт на крст. Мислам за ништо, фала му на Господа, немам некој досие во полиција. Освен така некои мали пријави. И тоа од луѓе од кои што не очекував, тоа е тоа. Но од каде знам ја кога ќе заврши мојот живот? Кога ќе заврши мојата историја? Ние сме праведно судени воздивно, зашто примаме плата што сме ја заслужили за нашите дела, но овој не сторил никакво зло. Сега нема повеќе прашања. Се му е јасно, нема сумневање, ниту прекор. Кога е осуден за своето злословство, овој престапник паднал во оче и безнадежност, но сега се разбудиле необични благородни мисли. Си спомнувал за се што чул за Исуса, како исцелувал болни, проштевал гревови, ги слушал зборовите на оние што верувале во Исуса и што плачејќи го следеле. Го видел и го прочитал надписот над главата на Спасител. Чул како поминувачите го повторуваат, некои во жалост со треперливи усни, а други во шега и со подсмев. Светиот Дух го расветлил неговиот ум и малку по малку доказите се соединиле. Во Исуса ранет, исмеван и расмат го видел Божето јагне, кој ги зело гревовите на светот. И се појавила таа надеж. Од безнадежност, однаш надеж. Па и јас сум до Спасителот. Тоа е Месијата, тоа е ветениот Месија. Тоа е Божјето јагне кој што умре заради нашите гревови. Кога оваа безпомошна душа што умирала му се предала на Спасителот кој умирал во низиниот глас, била помешана надеж со болка. Исус се извикнал, сети се за мене кога ќе додеш во Твоето царство. И Господ Исус повторно со оној негов препознатни глас. Ќе бидеш со мене во рајот. Ти си спасен, ќе бидеш спасен. Уште малку само да прочитам овој дел. Вели, колку благодарен бил Спасителот за изразот на вера и љубов од разбойникот кој умирал. Исус гледал дали ќе најде вера во некого, доека висел на крстот. Не изгубил надеж, така да кажеме. Никој, сите велат расмива, учениците распрскани. Додека водачите на еврејскиот народ се откажале од него, па дури учениците се сомневале во неговата божествена природа, сиротиот разбойник на работ на вечноста го нарекува Исуса Господ. Затоа реков, ова е чудесно обратување, ова е еден чудесен момент. Кога сите го оставиле Исуса, кога сите сметале дека е лажен Месија, некој лажен Месија, други лажен учител, преварант и така натаму, овој имал смелост да каже, да го нарече Господ, да го нарече цар, да поверува дека тоа е јагнето кој што умира за неговите гревови, да му се предаде. И да му рече, сети се на мене. И да такви времења, кога ќе бидеме ставени на испит, читавме во Матеј 24 глава, откако ќе има гласови за војни, помори, болести и така натаму. Што вели таму, не плашете се, се уште не е дојден крајот,
Тоа е само почеток на маките, после што продолжува, што вели таму. Ке ве предаваат, ке ве издаваат, ке ова, ке лажно ке сведочат против вас. Ке се најдеме во ситуација која можеби ќе бидеме сами кои што ќе треба да застанеме во одбрана на вистината. Ова е неверојатен пример овде. За сите нас од овој разбойник. Многумина биле подготвени да го наречат Господ, додека правил чуда и подоцна кога воскреснувал. Но никој не го признавал додека умирал висејќи на крстот, освен покајаниот разбойник кој бил спасен во 11-тиот час. Не прочитав тоа, беше битно дека како што Савле го осветлила силна светлина, знаете дека додека Исус висел на крстот, што било на Голгота и во Иерусалим? Мрак, темнина, среде. Да. Но вика зрак на светлина се спустил над крстот на овој разбойник. Во моментите кога тој го признал. Тоа е таа чудесна светлина. Тоа пише Елен Вајт во истата таа глава, тука некаде беше, не го прочитав јас сега. Чудесно обратување, но и обратување кој што многу што треба да не размисли, замисли нас, но и да не охрабри. Ние не треба, ние кои што сме осведочени, ако сите коцки се уште не ни се наредени како што треба, не сме осведочени доволно, има се уште време. Господ работи на нас и ќе не осведочи. Да не се Зборот ми беше да не се охрабруваме во погрешна насока, односно да си даваме некоја надеж дека има време, има време. Има време кога ќе му се предам на Господа. Но ако вие денес сте осведочени, треба денес да му се предадете. Овој случај со Павле и овој случај, значи, тие се уште некои работи не им биле јасни, не знаеле, не им било јасно дека Исус е Месијата. И Господ токму тоа им го покажал, токму на тоа ги осведочил. И сите котки им се поредили. Како што читавме кај Павле и кај овој, веројатно, умот бргу работел, сите работи, се подредило како што треба. Ова е Месијата, ова е Спасител. И тука доаѓа покајанието и обратувањето. Видите, и кај овој разбойник на крстот го гледаме тој допир. Осведочување и на разумот, но и допирот на срцето. Осведочување на срцето. Тоа многу јасно го гледаме кога рекол дека јас сум заслужил, ние сме заслужиле смрт, овој не направил никакво зло. Господе, сети се на мене, прости ми ги гревовите. Тоа е осведочувањето на срцето. Фактите, да, едно е. Разумот вели, тоа е тоа, ама и срцето. Кога ќе каже да, тоа е вистинско покаяние, доаѓа вистинското признавање, покаяние и вистинско обратување. Нешто што можеби многу фали во денешно време. Да се има страф од Господа, понизност, спремност да се покаеш, да признаеш дека си сгрешил, а не да заглавиш некој друг. И да признаеш дека без Господа нема спасение. Без Неговата правда. Вчера читавме Откровение 3.17 и коментарот на Елен Вајт. Прашањето беше поставено, кои се тие што се богати, што се опишени во тој стих? Оние на кои што им недостасува Христовата правда, а си истакнуваат својата собствена правда. Тоа се тие кои што се богати и ништо не им треба, а не знаат дека се сиромави, слепи, голи, боси. Нам ни е потребна Христовата правда. Спасението е во Него и само во Него. Нека Господ ни помогне. Амин. Господи Боже наш, клекнуваме на своите слаби колена понизно пред Тебе, пред Твоето лице, да Те помолиме, Господи, за прошка, ако за оние работи кои што не биле по Твоја волја, да ни простиш. Се уште се мачиме со наши слабости, се уште попуштаме под разноразни притисоци, во време во кое што се уште ги немаме притисоците кои што се навистина во вистинска права смисла на зборот притисоци.
иако се тешки времења, да, следат уште многу потешки. Што ако паѓаме сега, што ќе биде тоа со нас утре? Затоа не е потребна Твојата сила, силата на Духот Твој Свети, но потребно е искрено и целосно покаяние, признавање нашите гревови и целосно предавање, Господи, на Тебе, затоа што може би сметаме дека сме се обратиле, крстени сме, но обратувањето е секојдневен процес. Секој ден треба наново да се обратуваме, секој ден наново да се раѓаме, секој ден наново да сметаме, да сваќаме дека сме целосно зависни од Тебе. Спасението е дар, да, но дали го прифаќаме во онаков облик и пакет како што е дадено. Те молиме, Господи, да ни помогнеш во нашите слабости, да се избориме со секој наш проблем, грев, слабост што имаме, затоа што во времењата кои што доаѓаат ќе можеме да се одржиме и достојно да те прославиме и да сведочиме со сила на Духот Твој Свети само ако сме расчистиле со нашето минато. А Ти ни нудиш едноставен рецепт. 1 Јованово 1.9. Ако сме сгрешили, да се покајаме и Ти си спремен да ни простиш за било што. Ако постои молитва на која што Ти веднаш, инстант одговараш, тоа е таа молитва кога бараме прошка од Тебе. Оние кои што не се осведочени, Господи, делове на нивните срца да бидат осведочени, затоа што времењата какви што се и добри во однос на тие кои што идат, и верувам дека мнозина кои што добиле книги, трактати, било како, ќе бидат допрво осведочени и ќе дојдат во Твоето стадо при Тебе, затоа што ќе бидат осведочени, ќе биде осведочен нивниот разум од доказите и фактите и она што сме им го збореле и сме им го кажувале од Твојата вистина, ќе им се вклопат работите. Но помогне и искористени и нас да допреме до срцата на тие луѓе, затоа што многу повеќе е потребно да разбереш човек, да допреш до него, да видиш што му е проблемот, отколку само факти и докази и само знаење. Затоа помогни ни, Господи, во сето тоа. Води не во остатокот на овој свет саботен ден и понатаму во нашите животи и излеј ги Твоите обилни благослови, да се Ти благодариме во Христово име. Амин.